на редовните линии се пуштани и панорамските автобуси. Во Скопје има 16 панорамски автобуси. Автобусите за панорамско разгледување на главниот град ќе се обраќаат во два термина, во 11 и во 13 часот. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Денеска во киното Милениум се одржа проекција на филмот Кога облаците пукаат на авторите Кумјана Новакова и Гилјермо Керера Сканди. Филмот пренесува еден мал дел од внатрешниот свет на лицата кои живеат со ХИВ и туберкулоза во Македонија. Повеќе за ова од прилогот на Томислав Атанасовски. Денеска во киното Милениум во Скопје проекција имаше новиот филм Кога облаците пукаат, дело на авторите Кумјана Новакова и Гилјермо Керера Сканди. Филмот пренесува еден мал дел од внатрешниот свет на лицата кои живеат со ХИВ и туберкулоза во Република Македонија. Инаку во Македонија во 2013 година се регистрирани 323 нови случаи со туберкулоза со стапка од 15,7 на 100.000 жители, што е за 32 случаи помалку споредено со 2012 година, кога бројот на ново откриени изнесуваше 355 со стапка од 17,2 на 100.000 жители. Сите пациенти во Република Македонија имаат достапност до здравствената служба, бесплатни лекови за туберкулоза и бесплатно лекување. Обезбедени се средства за подобра дијагностика на болните и за подобрување на условите за лекување. Република Македонија 3 години е меѓу земјите со ниска стапка на регистрирани случаи со туберкулоза и ги постигна милениумските цели на СЗО во рамките на својата епидемиолошка состојба. Се намалува бројот на луѓето кои умираат од туберкулоза. Во 2012 година тој број изнесувал 28, а во 2013 24 со стапка од 1,1 на 100.000 жители. Проекцијата на филмот Кога облаците пукаат на авторите Кумјана Новакова и Гилјермо Керера Сканди е организирана од Канцеларијата на Светската здравствена организација во Скопје со поддршка на Министерството за здравство на Република Македонија. Од 25 до 30 март ќе се одржува саем на мебел, јубилеен 40 поред. На саемот ќе бидат застапени 180 домашни и странски компании. Партнер на саемот е Порше Македонија, кој за посетителите ќе обезбеди награда автомобил. Индустријата за мебел годинава бележи пораст. Тоа го потврдува и годинишниот јубилеен 40 поред меѓународен саем на мебел, на кој ќе има рекорден број учесници од земјава. Според организаторите, за 20% е зголемен бројот на домашни компании, трговци и производители на мебел. Вкупно 180 домашни и странски компании и 430 представници на брендови од утре до 30 март ќе ги презентираат своите производи во 10 хали. Саемот ќе понуди интересни и оригинални интериерни уредувања, кои покрај мебел за домот го трастираат трендот за модерни кујни, елегантни бањи, осветлување, подови и ѕидни декорации, за канцелариски мебел, но и за уредување градини, а ќе понуди и најнови технички и технолошки достигнувања на рипроматеријали, машини и опрема за преработка на дрва. Оваа година можеме да се пофалиме со рекорден број на изложувачи, рекорден број на изложбени хали, со еден збор исполнете целокупниот внатрешен и надворешен изложбен простор. Организатори нарадува фактот што е зголемен интересот за учество на македонски домашни компании, што е значаен показател за порастот на оваа особено важна индустријска дејност. Меѓутоа тука со нас се и трговците кои секоја година на саемот ги представуваат најдобрите брендови на мебел. Оваа година Скопски саем традиционално ќе ги додели наградите на најдобрите трговци и производители на оваа саемска манифестација. Пропратни манифестации се и работилницата Автентичен мебел, клjuč за освојување на нови пазари, изложбата на познатата шведска дизајнерка Александра Стратемировиќ под наслов Сјајност, и да исто така изложбата на реномираниот скулптор, уметник господинот Васе Урдин. Изложбата на господинот Васе Урдин е во фоајето на управната зграда на Скопски саем.
Во програмата е поместена и изложбата насловена Сјајност Living Smart on a Swedish Way на реномираната шведска авторка со српско потекло Александра Стратимировиќ. Според неа, изложбата нуди увид во современиот шведски дизајн на расветни тела од 5 водечки компании. Авторката вели, иницијативата за изложбата е на шведската амбасада во Сараево, каде на крајот од минатата година била представена постановката и од каде доаѓа во Македонија. Амбасадорот на Кралството Шведска во Македонија, Мац Стефансон, истакна дека изложбата покрај презентирање на специфичниот шведски дизајн, кој се одликува со природни и чисти линии изразени современи форми, треба да придонесе и за соработка меѓу македонски и шведски компании. Ексклузивниот партнер на саемот на Мебел 2014 Porsche Македонија за посетителите ќе обезбеди главната награда автомобил Volkswagen Up. Според Златко Муцунски, генералниот директор на Porsche Македонија, идејата е да го искористат саемот на Мебел во отсуство на саем на автомобили и да се приближат на публиката со организирање тест возења на автомобилите чии застапници се во Македонија. Многу семејства ќе бидат присутни овде на оваа саемска манифестација на Мебел 2014 година и сакаме повторно тој позитивен и ведар дух да им го донесеме на луѓето дома, може да седнат во нашите автомобили и да им се роди повторно желбата да возат нов автомобил, затоа што од сите автомобили најдобар е најновиот. Во организација на Скопје Design Week пак ќе се одржи работилница Автентичен мебел, клуч за освојување нови пазари, како и предавања за значењето на дизајнот, кој се смета за важен елемент за зголемена конкурентност на компаниите. Целта е да се поврзат компаниите со дизајнерите. Посетителите ќе може да ја посетат и изложбата на дрвени скулптури и уметнички слики на истакнатиот уметник Васе Урдин. На манифестацијата традиционално ќе бидат доделени и награди за најдобрите производители и Екипи на град Скопје во текот на изминатиот викенд спроведува акција за чистење на дивите депонии, како и метење на улиците во населбата Визбегова. Во текот на акцијата беа ангажирани 20 работници од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, кои што ги метеа улиците и го товареа отпадот од дивите депонии во 2 специјални комунални возила, а поради кабастиот отпад се користеа и еден утоварувач и 2 кипера, информираат од град Скопје. Во рамките на акцијата екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје исчистија околу 190 кубни метри отпад. Градот Скопје и воиднина ќе продолжи да спроведува вакви акции, излегувајќи им во пресред на граѓаните, информираат од таму. Градижното предпријатие Трансмет од Скопје и општина Ѓорче Петров го финишираа игралиштето за деца со посебни потреби. Ова игралиште, кое е лоцирано на просторот на новиот повеќенаменски спортски објект во урбаната заедница Ѓорче Петров, пред надвозникот, зафаќа површина од 320 метри квадратни. Истото е бетонирано и ќе се постави 2 см гумена подлога, со што ќе се избегнат можни повреди на корисниците. Поставени се и реквизити прилагодени за овие лица, информираат од Ѓорче Петров. Оттаму соопштуваа дека е изградена и 50 см армирано бетонска ограда околу целото игралиште со заштитна намена и лесно пристапни патеки до секој реквизит со широчина од 1,80 метри. Ова е прво игралиште од ваков вид кое е реализирано во општина Ѓорче Петров. Овогодишните лауреати на Златен венец Коун од Република Кореја и на наградата Мостови на струга Хариман од Велика Британија беа представени во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на поезијата 21 март во Македонската амбасада во Париз, Франција. На одбележувањето организирано од УНЕСКО и струшките вечери на поезијата пред присутните дипломатски представници на неколку земји во УНЕСКО, дипломатските представници на земјите од каде потекнуваат лауреатите, но и другите поканети гости, зборува амбасадорот на Република Македонија во Франција и во УНЕСКО, Агрон Буџаку, председателот на управниот одбор Славе Ѓорѓио Димовски и директорот на струшките вечери на поезијата Мите Стефовски. Беше присутен и лауреатот на Мостови на струга Хариман, кој читаше своји стихови. Модератор на вечерта беше Јасмина Шопова од УНЕСКО, која воедно беше и представник на генералниот директор на УНЕСКО Ирина Бокова.
Пригоден информативен текст за одбележувањето на Денот на поезијата и представувањето на овогодинешните лауреати на Златен венец и на мостови на струга, УНЕСКО објави на својата веб страница. Оваа информација беше единствената по повод Светскиот ден на поезијата, објавена на страницата на оваа организација на Обединетите нации, покрај пораката од генералниот директор Ирина Бокова. На видно место на истата страница беше поставено логото со линк до веб страната на Струшките вечери на поезијата. И пред крајот на првиот дел од урбаните вести, информација која ќе ги заинтересира и израдува возачите, се намалува цената на горивата. Од ноќеска на полноќ, дизелот поевтинува за 2, а бензините за половина динар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на евродизелот ќе изнесува 66 денари, на Евросупер БС 95 ќе биде 78 денари, а Евросупер БС 98 ќе се продава за 79,5 денари за литар. Екстралисното масло за домакинство поевтинува за 1,5 денари, ке чини 55 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот М1 се намалува за 0,7 денари и ќе се продава за 40,19 денари за килограм. Металург го победи Колдинг со 23-17, а Вардар ремизираше со шампионот Хамбург во првите надпревари од 8 на финалето во Лигата на ракометните шампиони. Барселона подобра од Реал Мадрид со 3:4 на Бернабе во првото Ел Класико сезонава. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.